Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Министрите за финансии на земјите членки на Европската унија заедно со Меѓународниот монетарен фонд усвоија огромен пакет помош за стабилизација на државите од еврозоната во висина од речиси 1 трилион долари. Токму со оваа вести ја започнуваме денешната емисија. Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд одвоија речиси 1 трилион долари за да спречат ширење на кризата со задолженоста и за стабилизација на еврото. Пакетот за спас, што понеделникот утрото го одобрија министрите за финансии на Европската унија, веднаш предизвика подем на европските и американски берзи по нивниот пат од минатата недела. Пакетот од 690 милиарди долари, што се состои од заеми и кредитни гаранции, има за цел да стави поклопец на грчката криза со задолженоста, но и да спречи финансиски колапс во другите европски економии кои имаат проблеми ако го користат еврото. Најголем дел од средствата ќе дојдат од Европската унија со дополнителен придонес од Меѓународниот монетарен фонд. Американскиот јавен правобранител вели дека САД имаат докази дека пакистански Талибан стои зад неодамнешниот неуспешен обид за бомбашки напад во Њујорк. Ерик Холдер за телевизијата ABC изјави дека истрагата дошла до сознание дека организацијата му давала упатства на американскиот државјанин родом од Пакистан, Фајзал Шазад, кој на 1 мај се обиде да детонира автомобил бомба на Таймс Сквер. Според Холдер, пакистанските власти соработуваат со истрагата. Американскиот председател Барак Обама ја номинираше заменичката јавна обвинителка Елена Каган за испразнетото место во Врховниот суд. Доколку Сенатот ја потврди на функцијата 50-годишната поранешна деканка на правната школа Харвард, би била третата жена во судскиот состав, што е најголем број на жени во телото досега и четвртата жена воопшто што се нашла на таква функција. Каган воедно би била и најмладиот член на Врховниот суд и првиот со децении кој немал никакво претходно искуство како судија. Каган би дошла на местото на Џон Пол Стивенс, кој ќе се пензионира на почетокот на јуни. NBA плейоф резултати. Феникс Санс експресно се пласираше за натамошните надпреварувања со победата против Сан Антонио Спурс од 107-101 и вкупен резултат од 4-0 во серијата. Бостон пак беше подобар од Кливленд со 97-87 и израмни на 2-2. Американски невладени организации и надлежните власти велат дека трговијата со луѓе не е само проблем што се случува во странство. Според FBI, жртвите завршуваат во секој поголем град во САД, вклучувајќи го и Вашингтон. Едни се принудени на работа, а други на проституција. За ова говори следниот прилог. Активистите против трговијата со луѓе наведуваат дека во речиси секоја американска метропола секојдневно жртвите се предмет на злоупотреба. Трговијата со луѓе е мощен сериозен проблем во САД. Бредли Мајлс е од проектот Polaris, што се бори против трговијата. Вели, некои се принудени да работат во домови на богати или во ресторани. Други, особено жени, завршуваат во проституција. Знаеме што се случува, затоа што сме виделе со своји очи. Не сме слушнале од друг, сме ги виделе тие места, сме работеле со тие жени. Повеќето од жртвите во трговијата со луѓе доаѓаат од економски сиромашни земји и се намамуваат во САД со ветување за подобар живот. Тим Витман од FBI е експерт за трговијата со луѓе во САД. Број 1 е Мексико. Околу 20% од жртвите на трговијата доаѓаат од Мексико. Ниту главниот град не е имун на проблемот. Поларис наведува дека во Вашингтон има жртви на сексуална трговија кои се американски граѓани, како и жени кои доаѓаат од Јужна Кореја, Кина и Јужна Америка. Многу бордели прифаќаат само ограничена клиентела со цел да оневозможат полицијата да им влезе во трага. Например, лице од Кореја, донесено во Соединетите Американски држави со лажни ветувања, потоа се принудува да се проституира во рамки на корејската заедница во земјата. Сепак надеж за помош постои. Жртвите понекогаш може да добијат специјална виза да останат во САД до 4 години и да се пријават за постојан легален статус. Но заканите, јазичната бариера и стравот од правниот систем прават жртвите честопати да не побараат помош.
Американската крајбрежна гарда потврди дека нафтата излеана по експлозијата на платформата во Мексиканскиот залив веќе стигнала до крайбрежјето на сојузната држава Луизијана. Покрај животната средина ова е тежок удар и за жителите кои се издржуваат од рибарство. Градот Дела Кро е последната станица на општината Сент Бернард во Луизијана пред да започне Мексиканскиот залив. Ворен Гидро тука лови морски ракови веќе 30 години. Иако Дела Кро има прекар крај на светот, Гидро се надева дека излеаната нафта нема да стави крај на неговиот бизнис. Се досега беше добра година, само што требаше да започне доброто време. Сега не знам што ќе се случи, дали ќе останеме без работа. Гидро го полни чамецот со гориво, за да појде и да провери до каде е стигната излеаната нафта и во каква состојба се неговите стапици за ракови. Се надевам да ги најдам како што ги остави. Ако има нафта во нив, нема да се употребливи. Властите веќе го забранија риболовот во областите погодени од еколошкиот инцидент, што е закана за риболовната сезона од која живеат стотици луѓе во заливот. Гидро ги проверува стапиците. Првата нема знаци на нафта, само кал од бурите. Обично би ја оставил во вода за да улови повеќе ракови, но поради инцидентот смета дека е побезбедно сите да ги земе со себе. Никој не знае како ќе се развива ситуацијата. Во нормално време овој улов би донел приход од $500, но забраната за риболов значи дека тој не може да се продава. Ворен Джуниор е син на Гидро и исто така риболовец. Тој бил сведок на штетата од ураганот Катрина во 2005, но се плаши дека ова од загадувањето ќе има многу посериозни последици. Гидро нема друг избор. Вели ќе почека додека трае процесот на чистење на нафтата, па потоа повторно ќе ги фрли стапиците во вода. А утре во Newsflash контроверзите во врска со илегалната емиграција во Аризона. Новиот закон на Сојузно предизвика жестока дебата на национално ниво. Утре во Newsflash граѓански бојкот поради новиот имиграционен закон во Аризона. Бизнисот и туризмот можни жртви на протестот. Гледајте утре во Newsflash. Ова беше се за денес како гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од Вашингтон. Ви посакуваме пријатна вечер и гледајте ни утре. А за најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.